Корупцијата не почнува со куфер пари. Почнува со едно така е кај нас. Почнува кога неправдата престанува да не чуди. Кога кражбата престанува да не лути. Кога веќе не прашуваме дали е исправно, туку дали можеме и ние. Корупцијата не е болест на државата. Таа е навика на општеството. Таа живее во институциите, но се храни од секојдневието. Од секое премолчување. Од секое, ајде, заврши работа. Од секое, сите така прават. Во правдата, корупцијата значи дека законот има цена, не тежина, не смисла, цена. Вистината не се докажува, се договара. Невиноста не се брани, се купува. А правдата? Таа чека во ходник, додека некој повлијателен влегува преку ред. И народот гледа. И се навикнува. Во здравството корупцијата не е само пари. Таа е рамнодушност. Пациентот не е човек, туку број. Ако дадеш, ќе те видат. Ако не дадеш, ќе почекаш. И луѓето почнуваат да носат пликови не затоа што сакаат, туку затоа што се плашат. И кога стравот станува систем, корупцијата станува нормална. Во образованието корупцијата е најтивка и најстрашна. Таму не се крадат само пари, таму се краде иднина. Оценките не го мерат знаењето, туку послушноста. Дипломите не се доказ за труд, туку за врски и трпение. И децата учат рано дека не е важно што знаеш, туку кого познаваш. Во администрацијата, корупцијата е воздухот што се дише. Работата не е служба, туку привилегија. Функцијата не е одговорност, туку за солниште. И никој не се срами. Зашто сите се дел од истата тишина. Најопасно од се не е тоа што корупцијата е насекаде, туку тоа што веќе не шокира. Ние не велиме ова е погрешно. Велиме така функционира системот. И со тоа, од жртви стануваме соучесници. Корупцијата не ја уништува државата однадвор. Таа ја шупли однатре. Полека. Тивко. Се додека не остане само форма без смисла. И на крај останува само едно прашање. Кога неправдата ќе стане нормална, што останува нормално во нас?